Силното невреме, дождот и грмотевиците не ги спречи протестите против полициската бруталност во Америка да влезат во вториот поред викенд. Црните животи се важни е најновата порака со која мирно се протестира. Американската престолнина се подготвува за илјадниците кои ќе се приклучат на протестите предизвикани од убиството на невооружениот афроамериканец Џорџ Флојд. Многу од вашингтонските улици се затворени, а локалната полиција е на готов за демонстрациите кои треба да почнат во 18 часот по локално време. Градоначалничката на Вашингтон, прекосејќи му на председателот Трамп, го преименува плоштадот Лафајет во близина на Белата куќа во црните животи се важни. That message is to the American people that Black lives matter, Black humanity matters, and we as a city raise that up as part of our values as a city. Плоштадот Лафајет беше и главно збиралиште во изминатите 10 дена на чисто насилните протести против полициската бруталност, поради што беше ангажирана и националната гарда. Баусер реагираше дека тоа е премногу и побара од војската да го напушти градот. Доналд Трамп не го коментираше на сликаниот мурал кој се протега низ 16 блока во градот, но Баусер ја нарече некомпетентна, а националната гарда ја спасила од голема срамота. Градоначалничката врати дека сите треба да се фокусираат на она што е пред нив. I think that we all have to just refocus on what's in front of us, and that our nation is hurting. It's in need of healing and leadership at all levels, all the way from the top to mayors like me and to all of us, to focus on how we bring people together. Слоганот "Црните животи се важни" се прошири меѓу демонстрантите низ целиот свет. Сиднеј утринава беше преполн, а судот донесе уредба со која се забрани апсење на учесниците, иако се беше мирно. Но причината за протестите е иста, како и од другата страна на океанот. What brought us out here today? Injustice against the indigenous community, the First Nations and minorities around the world being racially discriminated by larger groups, capitalist systems, corrupt police systems. На британскиот парламент осамна слоганот "Црните животи се важни". Во Атина се носеа транспаренти "Не можам да дишам", "Белото молчење е насилство". Во Отава премиерот Џастин Трудо се приклучи на протестите. Клекна во солидарност со демонстрантите. Во некои американски градови клекнуваат и полицајците и се префрлуваат на другата страна. Протестите кои се најмасовни по смртта на Мартин Лутер Кинг во 68-та, посе изгледа го свртеа вниманието на целиот свет за прекумерната полициска сила со која беше уапсен невооружениот афроамериканец Џорџ Флојд.